Добро е, Мики, Драги одлично. гости, мала пауза. А сега, драги гости, мала пауза. Батка, добро беше, добро. Ја мислам, Сезга добро. и пол ќе биде. Уште 3 песни, готово. Дали се исплати? Ајде, не му бадам, ајде. Рудник. Рудник. Не му бадам, шега. Него те. Рудник, батка. Али ја ова не го правам за пари. Ја го правам, батка, за риби. Ќе запалиш? Парче, од кога фати хармоника у рука, правам парче по градов. Повече. А зашо правам? На рибиве, батка, највише им се прави кеф кој игра торо. Тоа е тачно. Да. И уште ако им зацепиш некој поситно, као ја сега што го везев ова, паѓаат од делириум и можеш да ги бираш као лубеници. Апсолутно, тоа факат. Друга батка, што е карактеристично за мене овака, као тип што вртам многу риби, е тоа што ја не признам ни една друга чарапа осим бела. Ова е тоа. Тоа е закон, бе. Тоа е закон. Бела чарапа. Прво Закон. Со бела чарапа, батка, никад нема да се заебеш, затоа што бело иде на све. А тоа поотракани риби, мама си, бале. Нормално. И уште ако ги носиш на поотворена кондура, При бето е ќе роеш риба док си реко пиксла. Онакво. Трето, батка, што е веома интересантно овака кај мене, е тоа што ја пијам као конј. Си видел ли ти, батка, тип што не пие да има добра риба? Си видел? Си видел? Тика, не Си постои. видел? Нема шанси, куче. бе. Нема, бе. Ако не се начукаш здраво, ако не издригнеш у фаца, ништо. Ништо, типови што не пијат, не керуваат риба, бе, не може. Не може, не е тоа, тоа е тоа. Де го кажи, ба. И уште кој ќе се начукаш успут, ако ја факеш за коса и ако акнеш 2-3 пути од зид, она е твоја, бе, она е твоја и ќе те сака до гроба, брат. Класика. Друга батка што е исто интересантно за јаки фраери, шизици, као мене, тоа што за да кериш добра риба, батка, мора да имаш и физички предиспозиции. Нормално. Малиов знае, кажев него. Кој бе тоа? Зашо ја имаме на теорија, бе, секој шизик што има? Што има, Мики? Секој шизик има 3 основни димензии. И тоа, беше? висина, тежина и дужина. А рибите што имаат? Висина, тежина и шо? И дубина. Ајде, си. Факат. И кога ќе влезеш лево до трево, лево. Али, виси од која страна? Ако влагаш од задна врата, ода е десно. Види го, бе. Ја го ќе Малиов тела на мене. Надежен. Ке го биде, бе. И имам ја, батка, формула една, направена овака. Рибата и шизикот се управо пропорционален однос со димензии, ова што правевме, што ти расправ вчера. И тоа се мери со коефициент на универзална пенетрација пута 100. Тоа ја го измислив. Аджуни. Не знае, Моцарт, Слушай, Моцарт. дај полека. Друго што е многу битно е, мачо тип мора да има вуна на груди. Или љубовни тепих, као што го викаат. А типови, батка, што имаат љубовни паркет и љубовни плочки, не ќаруе. Нема риба, не може да ќари. Како може да ќари? Деба физички А тоа е мачо тип што има вуна на груди или ако е посадржајна се вика љубовна емболија. Љубовни Као тепих, ти, љубовна као ти. така, ја да не се соблакам се олето. се латове. Таков тип, батка, стално е раскопчан, медалјонот Света Софија, тука ти реков ми рече, и стално има на лагер 4 риби, стално врти и ако се закачиш со него може да наебиш. Де, 500 ќе ти пее. Нормално. Ај, не.
Ајде, бе. Тука беше дек, ајде. Ајде, цел ден ми го утепа, ајде, се ландараме наму, натаму. Влае, Карпош. Абе, отварај де само. Бржи, но. Ајде. 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 Цел ден ми го утепа. Полека бе, ќе утре во утакмица ти види. Шо полека бе, немам душа више на батка, полека. Каде? Батка. Кај сакаш? Тука застани, каде? Бали, дојди балце. Држи Бали балце. Да бести се, ете така. Држи Бали ова. Да не си брал, добар ден, ти од мало си од тука. Пази се. Топ Круз. Бали, иди по топка тај. Ајде бе, Бали, ти да што се да правите денеска, донеси баскетот, ајде. Ти па што си застарал така? Батка, сигурен ли си дека е овде бе? Абе, се, сигурен. Така ми изгледа давечер темницата, знаеш како сите рефлектори убере? Вака имаше збореше нешто за Влај, и велико. за Карпош, и за... Ајде бе, Бали, и ти па се, гледај, дој понаму балце ти гледаш која пуца, па мрди балце со кошот, која гледаш дека не, и ти се, а после, вака шо бе, Бали, цел ден ме тапка, не само ми мрда, кој ще може да тебе? Пази се, гледај, си гледал ти? Хоро, гледај, као што пуцаше овој Депалба, оде беаш те, опа, Бали, иди, и оревите собери ги тие донешто се. Батка, цел ден ми го утепа, дај бе, треба да идам дома бе. Доста бе, па ти овака што ствараш нервоза, само да слободи бацање, де се прави нервоза? Што сама доба, што ќе правиш? Тирамису. Ја ќе ти помогнем за тирамису, дај бе топката Што ти. ќе ми помогнеш бе, треба и гамби да зимам. Киде бе на друго место, евате. Ајде, Бали, дај тренерката ти, држ топката. Каде бе на друго бате место, беле, каде евате. бе, цело Скопје го извртав. Цело Скопје, го ми правите балер тука, Бали. Седи ти тука, ај, седи. Тука живееш? Ај, бегај. Вакво. И што би збориш цело време вака? Како да дам кош кога би збориш пред рука? Со тебе ти се брза би збориш пред рука. Добро бе, батка. Шо правиме ако не ти тргне до вечер бе? Како бе да не би тргне, па бе да би тргнато бе, то секој шут кош. Само да го дајде бе, бестото кај беше бе. Ај, затварај тоа. Идем уште у припор и у Драчево и ова готово после. Браво, Бали, добро. Ајде. Капа и да изгуби бе, дете. Добар ден. Докторе. Има некој тамо? Слушаме на жена стејка од прежар. Жена ми е. А ти нели си доктор? Не бе, батка. А шо си? Маж бе. Каков маж бе? Маж бе, дојде да си ја сликам жената како ми се пораѓа, како ќе ми роди син. Не ме заеба, как ќе стига жената, как се пораѓа? Добре, ти си бил по светов, си шетал по клиники да видиш дека може сопругот да дојде си ја снима жената на пороѓај. Ја дојде си ја снимам и да видам како ќе ми роди син бе. Од кај знаеш па дека е син? Од кај знам дека е син ја? Прво ли те? Прво ми е. Шо на ехо ти кажа? Какво ехо бе, батка бе, кај нас 10 генерации женско не се појавило бе. Ехо, немам друго Алаврсан. него ги гледам. Идам ја да ја снимам. Блазе си и на госпожица, че се олесна, а јас... Добро, море, не се плаши се, мъжти, тука е мъжти. Ке снимат, а? Ајде, бе, го изу... Ајде! Мъжът е кај е, ево. Кој се тука се чекајте? Дали се малце десно ти батка? 4 прста е отворена. Малце десно? 4 прста, дај напор малутро. Ајде, тро напор, ајде, тото напор. Ево го, почна се шири, почна да излегни то. Така, напни то, тро напни. Дај мор да му забриши мамо. Абе, шо му стане? Абе, шо му стане? Ало? Абе, татко, абе, шо ти стане, море, ајде? Водичка, докторе, могу. Абе, ој ќе излази, бебено, ќе пропуштиш, војвамо, ајде. Слушај, ако не ти е добро, не оди, ало. Ајде, ево го излегви, глеј. Ајде, сини.
Напни, тронапни! Ето го излегни, види го главчино. То, така, море. Море, чекај малу. Море, ало, татко, излегни да бено ќе пропуштиш нешто. Ајде, море, ајде го бебено, ево го 5 прстава главчето излегни, види. Напни се, Тимур, напни, ајде, напни, снимаш ли? Види го. Уште ли? Што му правите човекот таму? Разбуди го, море, го излегни глата цела, море, оди. Оди таму, че го испуштиш, бе. Колку кадри испушти, докторе? Вижте, че дека да се монтира то, ела, море, види. Ајде, напни, ево го излегни, дебено, излегни. Види го, што е, море. Оставите го, море, таму, ајде, дај бебе, ајде. Напни, тронапни, то, тега, ево го, иди. Ајде, уште малу. Види го, море. Ајде, море, татко, ајде, стан ги треби да частиш. Ништо не се снимил, види го. Ајде, треби да частиш, знаеш убаво детенце имаш? Кирка. Ајде. Кирка, знаеш убаво бомбонче. Ајде, треби да частиш, ој да го видиш. Ти кажа ми болеше овој Кирка. Да не се мучи овака као мене, батка. Ајде, море. Како порано не сум разбрал за ваа направија, бе. Абе, ваков благодет не постоje, бре. Леле. Не ме буцај. Што е ова? Чекај малку. Слушаш ли? Шо е, мори? Што е ова? Компјутер. PC. Правосмукалка PC? Правосмукалка PC нема више. Зашо те пушти во продавница? Зашто те пушти? Фарно ти ме пушти. Толку ме затвараш тука цело време дома да не знам ја у светот што се дешава. Арно ти отиду. Тоа дето ме подучи ми вика, со што си дојде ти за правосмукалка PC? Му викам жента ме прати да чисто дома. Ама бер викат ви, у кој свет живеете? Што не си купиш, вика, компјутер па да те види гости, компјутер си взе. Ние правосмукалка дома немаме компјутер. Мори жена, светот оде напред, бе, технологијата оде напред, бе, каква правосмукалка, бе? Утре на воа тука фино лепо, евака, так, ќе си порачаш, танк, ентер, ќе си порачаш, ќе дојде жена, ќе ти изчисти, Сава. И со сестра ти нема више ало по 3 сата на телефонот или да ми цвизниш на ваквото. Леле, сестрата не ми се вија. Сега има Skype. И тука Skype. Ево го, тука си на моја джамчето има камера. Гледај се со сестра ти цела вечер, шо сакате правите си мојабет. И да не ми смислиш, да не цела сестра ми нема пишано. Имейл. Так, ќе напишеш ора, ќе ти врати и готово. Што ќе ни е бре нас ова? Види чудна жена. Како што ќе не бре, во ти заменуе се бре. Се ти заменуе, можеш да си планираш што ќе работиш, што ќе правиш, да си гледаш кај сакаш да одиш од. Еве, јас на пример вестници не купувам више. Сите вестници ги има на ваквата компјутер. Еве, 3 вестника изчита од кој ми е купен компјутер. Еве, ме трети што го читам. Стој! Стој, не мрдај! Што ти е мој тебе? Не мрдај! Зошто? Стој! Стојам. Што правиш, моли? Мува имаше да ти ја утепам. Леле, нормална жена од памет ми. Кај чоиш ма? Ќе одам сега да бришам прозори. Ало, чекај моли, ало! Застани моли! Ти си од Македонија? Скопје. Шо бе Скопје, шо се плашиш? Кажи Македонија. Јас сум егеец. Од Лерин. Драго ми. На дедо ми мој, сестра ти, у Лерин има лозја имаше и трактор имаше, и сега немаше трактор, виж. Кај си бе, точно во памет ми извади. И ти си од Македонија? Од Скопје. Шо се плашиш бе, Скопје бе? Кажи Македонија бе. Јас сум
Гец, од Лерин. Не заебае. На дедо ми мој, сестра ти, у Лерин имаше ложе, трактор имаше и шо ќе се напиеш? Фороз. Добро бе, точно од памет ми извади цела ноќ те мисла. Шо направи, отиде со рај, ни се јави. Што направи? Абе, све супер. Ти виде јако си отидов со неја, нели? Муавет направив. По толку 5 минути беше муавет. Идем у соба. Вика мајки идем у соба, одма се сложи мене, идем у соба кај мене, јас се соблегов кога ме виде, абе неќе да чуе. Ја да фатам ова, охи, викам шо ти е мори? Охи, јајц, мајц, там не. Неќе да чуе. Ти не требало да се соблечуиш, бе, она ти кој се соблекол, она се исплашила, грци други мерки имат, разбираш? Што да правам сега? Требеше ја да идем. Со мерки? Санкции? Нема мерки, демократија се Грција. Нема виза, има Европа, све. За женски нешто. Шо женски? Ништо. Земо, зашто не кажеш? Же работи на Шанг, тука работи на Джабер, секој бе, Грција женски. Абе, сакаш Кажи, 2 дена сме тука, Да, да знам, нешто да набати. Ја ти не ми лај, кажите женски, ја ги најдам женски. Да, бе. У Грција женски многу лесно, само треба се плашат многу од ајц. Епа, Треба да имаш. Епе, он се ноќи соблекол и ваа видео ајц си викал е многу голем. Се видел изгледа. Ајц ова со инфекција, со фајка, со ајц треба да имаш кондом. Идеш у аптека тука, земеш кондоми, ја најде женски, зошто не кажеш женски, зошто се плашиш? У 9 тука договори женски, си видиш ова? Само у 9 тука, иди земи кондоми, ја ќе среди женски. Бави ги човек. Мири е, кажи има аптека еден. Како да купам, не знам да бекнам грчки бе, батка. Сега не знам да бекнам грчки. Па не знам. Ами иди у аптеката тука бе, влези унатре, ќе да чекаш погоден момент и извади го, остави му пари на аптекар, че му текне, он не е глуп, че ти даде 2-300 кондоми, че свършиме работа. Оди да умрсиме вечер човеко, че не најде нещо. А бре, оди. Извини, има работа. Каде отиде Земцо? Отиде да вземеш за вечер. Тука има аптека, но ти каже профилактикол и ќе му дајат женски. Слушай, абе јас порано имам иден у Грција, имаше таки подебелки вака за мене. Има. Номер, а? Имаше. Може ли да најдеме некоја за мене за вечер? Стани да ви, стани. Знаеш како има? Дупла ширина од позади, 120 кила, немам проблеми. Со сакаше. На дедо ми мој, сестра ти, имаше ложе со Лерин, имаше и трактор, го продаде и сега немаше. Див студираше со Скопје. Што направи бе? Ништо. Како ништо? Епа бев во аптеката, го извадив, оставив пари и тој аптекарот извади поголеми и ми ги зема парите. Сега ни пари, ни кондоми, Еми оти не кажа профилактико. Зошто бе? Зошто се мачеле, трошеле волку хартија, трошеле толку време, толку луѓе испрашувеле, толку жени, за да дојдете, ја шо пише наслов, да, значи, најново истражување у врска со размислувањето на жените при сексуалниот однос. Демек, жените која се надуат, што размислуваат. Па питај човек што се разбираме, зошто трошни пари и листови, ја не знам што е на народ. Во днешка го викат србите, љубавни жуљи. Или има тоа една пословица, вика, што веќе потисак, то бољи утисак. Прашаме мене, ја имам поминато и сито и решето у животот. Бе, шо сто арчиш хартија 300 чуда, која можам се у 3 минути да ти расправам. Па жените, они, зависно од тоа у која годишно доба, мислам, у кои години се наоѓат, така и се понашат. Например, ако се у пубертет, она е у една таква фаза,
кога го почуе сексуалниот однос, она сака, ама стегната е. И леже горе, и сега ти напињаш, ме разбираш, работиш се, трудиш се, она леже, нојсто увис, гледа у таванот, и цело време и у главата, леле мама да не ме разбере, да не ме каже на тате може да ме надепа. После тоа иде фаза негде помеѓу 22 години и 27-8 години, која више има дечко, ама сака да мрдне и троја настрана. Града јадиш секој ден не бива, нели? И шо, сега ти исто сакаш се докажеш, де пробај вака, пробај нака, ча налегниш горе, ној стугови со она гледа у таванот и цело време и се мота у главата, леле да ме разбере, дечкото шо може да ми направи, може да ме остави. Буркаче пук до градот. Значи, цело време се работи за некој грч. После иде една фаза, која шо она малку се олабавуе, меѓутоа пак не е доволно олабавена у сексуалниот чин. Значи, ти работиш, она пак и се дојсте горе, гледа у таврот. И сега ти шо фајдо ти сакаш се докажи, сакаш да оставиш печаток се, која она леже и цело време мисле, теле да не останам трудна, да не останам трудна, и пак не е тоа што треба да биде. После имаш една фаза, кај што више она има жена, фамилија, има деца, има се, ама и мрда опашот, ме разбираш? Шанкава му лево, десно. И пак легната горе, мојсте увис, ти напињаш, сакаш да оставиш убав печаток, така? А не изе цело време у главата ми е да не ме разбере мажот, да не си ја растурам фамилијата, нити не изе скроз убаво, нити тебе скроз убаво. И на крајот имаш една фаза више, која више тие работи ретко се практикуваат, тоа се вика климактериум, и она сака да твојата потреба или собствената да задоволе, исто, почнуе сексуалниот чин, она леже горе, нојсте на таванот и вика, лелеј, мажу шо сме ни легнати, јазик да не е, а таванот стигнал више за варсуење. Бре, не наму па ја жиреј. Капетан! Сутану тихом, покрај реке што таласа, погледају моје очи, и косом нежном, и косом плавом као вал. Шо сакаш, момче? Соба. Абе, кај да ти не дам соба, де, сред летоите хотелов пол не мора, туристичко место не е за еванција. Како бе пун? Еми така, кај да ти не дам соба. Слушај, само да преспијам вечер, Само вечер да преспијам са бајле, станам у 5 сати и одам на терен. Абе, кај сред лето хотел си нашол соба да бараш? Иди тамо приватно негде, Пешчани градиште негде, кај тука в центар се соба ја ќе ти не дам. Ми треба само за вечер да преспијам, брат. Само една вечер са бајле, станам у 5 сати си одам одма на терен. Абе ти како одмаз да си пичкал матерна, ако си цајка не си глуп, ти викам соби нема. Кај да ти не дам соба сега, брат, ми да дојд немам соба да будам тебе, нема соба. Абе, ај не ме заебавај, чувате соби, стално имате за пријатели овде, јеби га. Трети пут ти кажам, само да преспијам, са бајле ќе ме разбудиш у 5 сати си бркам работа. Нема соба. Ај, најде ми соба да не ти бапнам една. Не е ништо лично. Мора да отспијам. Добро бе, пичкава материн се, вака с уцени ќе правите, ако ти викам нема соба, ама сега, ајде ја, знамо ти за полиција мора. Ај, види, ај. Шо да видам бе, сите соби полни се, јас го знам списокот, мал хотел овај не. Овде имат само еден кревет тамо, ама тој попот спија тамо пијан. Како да те клам сега кај него соба, ќе се разбуди човекот, ќе ме изрезели тоа овде мене. Слушај, само да оспијам, нема да го разбудам, са бајле, ќе ме разбудиш пред да стане попот, у 5 сати си одам, од кај ќе знаам дали се успија. У колку да те разбудам? У 5. Попоите спијат. Тој кој знае кога ќе стане, у 10 сат може ќе стане. Ајде, јас ќе ти отварам таму. А те примети попон ќе ми избрка од работа, да знаеш, на работа тука не ќе морам да одам.
Пандур! Пандур! Еве. Ај, стани горе, Пандур! Еве, станувам, молба. Пази, попон да не го разбудиш. Колко е глупо овој рецепционеров. Уместо мене попот го разбудил. Будал. Ало? Јабе? Абе, што са се кираш ти па за себитари? Јабе, ја ќе свирам. Па еве, како, еве, слушај се, ќе ви баш да би кажеш. Биди да те, ајде. Биди на телефон, слушај. Duck, the beat. Duck, the beat. Will you kiss me? Duck, the beat. Duck, the beat. А? Па фри джез, бе! Фала Богу, некој да се разбира. Фри джез, да. Зошто го пцувате, бе? Абе, што го пцувате, бе, дистарот, бе? Па супер е ова соучинак. И Бучинуев на 2, па се сами се варат, се уште на 3 Бучинуев. А? Па инструментарки, бе, па ми даде. И инструментат ми даде и све. Ај, извини, болим тебе, пациентът диабетен. Ајде, ви изгледате што чуде, ајде, ќе те барам. Ајде. Ништо што, бомбонjera една и овакво. И виски. Од тоа циркуларно, тоа ли трети пут ми доаѓа. Ајде, ќе ти причам, ајде. Извидите, еве, ви. А што е со вас? Докторе, шо е проблемот со мене, шо ми фали сега? Да те видам. Па ти де правил да се храниш? Извини, како? Де правил да се храниш? Ајде, бегај таму, ајде. Бегај таму. И дека влезе тој другиот одма следечи. Што? О, седи. Докторе мој. Па кај си бе Тошка, секој ден ми доаѓаш сега, 2 недели те нема. Нешто да не си ми љут? Па затоа додов, бе, батка, да се извинам. Зошто? Па 2 недели не бе фарен, затоа не можев да дојдам. Ау, бе навреди, ај сега брш, кај друг матиче додиш. Ајде нека бе. Па што ли ја мислев нешто да не си ми љути оваквото? Ајде следечи. О, кај сте бе, господине, како е? Добар ден, докторе. А? Ослабе балце. Докторе, ќе те молам уште една диета ако можеш да ми препишеш. А по оваа диета сега само што ти ја препишав, ова е многу ефикасна. Зашто? Не можам да издржам, докторе, една не ме наедуе. Шо бараш бе, цацко? Прво не се вика бараш, се вика нураш. А шо барам ја тебе ич? Гајда не ти. Па ако се вика нураш, а не бараш, шо не би речеш шо ти е гале шо нурам, неко ми Море, ти викаш дојде ме шо заебаваш ли мене тука? Не бе, онака, гледам нешто бичичка што го овако. Колава, еј! Види добро возилце, еј! Кажи. Тоа? Еви. Дебели, од кај бе ти пари појави ти беше клочар вака? Без пари. Тогаш? И како бе без пари, о? Неки одам на водно. И гледам вак неш ми светка доле. Клуч. И го зес, викам, че го давам, прашувам, Го дајте клучот, Абе, не земе го најде клучот.
Не го сака никој, вика не е мој. И после дена си викаме, вие клуч мора да од некоја врата. Отиду да вие што продават стари делови, најде на стара врата, Так. Пасен, разбираш? Од која? Да. И си ја стави вака клуч на врата. После тоа одам си викам, ама сум глуп, бе. Ова чим пасуе на вака врата мора да е од некоја каросерија. Отиду. Пребршка најду каросерија, а на пасира врата а стави, влеам унатре. Си викам, мама сум глуп. Џоко комшијата, 6 години има едно седиште, така му стоја унатре. Викам, Џоко, дај ми тоа седиште, вика, ми вика, и още ја вика уподрбот ви комплет. Зе ги намести и почна да залечуе. И си викам, да ставаме волан, децата си играат тука, разбираш, в дворот. Тури волан, ај мајко му, полека, купитува мене, вика, имам еден мотор, вика, за фрлање, вика, да дојдеш да им поможеш. Не го фрлам, вика, дај ја да пробам. Го тури пасен, знаеш што е пасен? Го запали, батки, музиче му тури се, и музичето пак суе комплет, дури до ова, комплет, без пари. И се отклучат? Себе се. И да ти види ова, Во тоа сега преđe намо 7 нурам, Сикам, тоа да му има мајката 5 дена нурам, како не може да најдам вакво, да најдам сакам еден клуч од влезна врата, од куќа или барем од викендица. Ено местото нам, така ми стоje, знаеш од кога ми стоje? Да го постегнам, да го направам. Ја па глуп. Иши што си ставодлив. Дајдов преска деди женски гаки така ги прозирни све. Де би се фатија мене и ги фрлив. Кај ги фрли? У контейнерот тамо. Води нура ги бе, ти матен си бе. Да бе, да си пробам ја боже си дај бе. Ја чуј. Се слизне некој бе тука да се пузи. Kada srećemo... Абе, шо е бе? Шо е работа? Шо е бе, старо? Слушам, К-15 ви го кинале у 95-та, нема да има, а? Бре. Јазик. Абе се серам, на младоста да ви се серам. Бре, денешна омладина, бре. Денешна омладина, бре. Толкав бе, колку вие со мустракот сега што си кини се, дали 20, дали 21 година, до Сабајле се кажа до на мајка на татко, викал, ја ќе одам полеп, ја ева Германија фана нам горе. Але пати оде. За Германија напошто ја не учи више. А мижечка од тоа да Михе ќе тргнем. Деца! Ќе ја набрам топка чај, се сам да знаете. Ај таму играли што играј. И отиду првиот пат кога бил Германија. Се заеба со многу малку пари, отиду да му има мајката. И не може да работа да јајдеме. 3 недели така се вак сит пари ги изтроши. Викам, цацко, ти ја еба работаш, а еба. Враќи се у конопи, штамбар, жито имаш, нешто работиш. Кога вака не до джамче, вака не вестерно на сам послуга, закачено до бело листе, нацртале авиончи, на човече вак малечко до него, и напишано около вака ахтунг. Кам, шо може ова да види? То потварам тоа джамче, на друга страна на кавдаречка напишано, се бара вика, шофер авион да тера. Кам, цацко, емо мајк сега, судбината било тоа, авион, нешто се работе. Да спечали се година. И отиде у тоа фирмата, а таа фирмата готова да пропадне више, што готова. Викам, ќе ги извадам, ќе ги изведам на прев пат. А тоа беше 68 година. Многу битна година беше оги Дупчек го надија, а Индира Ганди ги изведе кинеиш на прав пат. И отиду, се запосли и работи со тоа авионот. Многу ме сакаа да има, многу беа атрактивен ја. Ќе земам тоа авион, ќе го запалам, нагоре, газ ќе ме набијам до даска, сите пускат одолу. До на границата со Полска, вака ќе земам, како оде границата, ја така му шарам со авионот, вие маму на радарот ги заебаа, не може да ме фанат на радарот. И
Еден ден си викам, шо еба мајче му влезам у Полска, му влега у Полска и кога се зададоа 600 дни руските авиони, сите помине. Ја газ до даска напред, пичи ги на чуку у Германија, ръб кочи с места му закочи и ба, мајк, сите си брави многу. И ти викам, многу ме засака тие директорот. Многу ме закажа, мајк му, и после му викам, слушај, ја не можем да работам виш. Еве сега ви изведу на прав пат, дајте ме на хеликоптер, вака туа локал да си возам, да си шетам над Кинавек. И ми да директорот ја да се обелива, иде рано и ме буде, ме сгодиска вака, ја гудише ја многу и ме разбуди, вика, де вика, ако сакаш, Цацко дојди, чекат патниците, вика, авионот, вика, неќе да запале за Русија, треба да ојде да го завлече на хеликоптерот. Го завлеку и викам, тај, што знаете, прави тоа, ми се смачи со таа работа. И еден ден, шетам така, не Цачка едно стук, гледаш, јадам на го. Шетам така, со хеликоптер ти гледам вака една пољана голема, тоа хамбургер, огромно пичкуме. И не деца вака со машинката, коса тоа трава, таа коса. Викам, чек да вие деца, која одам таму, наши деца, напечал отидени, преку младинска задруга, трава таа коса. Викам, деца, тргните за да ви поможам тоа, ги тргна вака настрана, сите го решили, тоа го заврт хеликоптер таа, кој е рекол на два пати, фрррр, еднаш, фрррр, уште една стрел трава и сега го викам, мајстор, каде бе? Да ти се серам, младост, да ти се серам. Јазик, бре! К15! Дојди, мале. Дај еден сок. Само сок? Не, и пресечи го со нешто. Алкохол. Само победат? Отпад ќе го Ај, молим те, само Дечко, извини, молим те, дај ми еден сок подхитно. Само победат. Да екс ќе го пиеш? Не, сукцесивно. Ти платам одма, сакаш? Не, накнато. Чи пиеш сукцесивно, ќе ми платиш накнато. Само победат. Дечко, ти изгледа не да кажеш само со мене се па заебаваш, а? Де се заебавам со тебе? Ој, цајкано го заебавам, стало го заебавам. Дупица? Да, бе. Вака, како се нервирам, значи, јеби ga. Што се нервираш? Ми се скина копче ове, батка. Па што не си ставиш патент? Па кај да немам патент? Па зашто би имаш ти мене, бе? Та, бе, стварно, ти ка Ангелковски работеше едно време. Па јас за патенти сум стручњак. Ја шо патенти имам старо тамо у Ангелковски. И после дојде овие од патент центар тамо кој им шиев одело, ме видоа и отидов кај нив и почнав да ги заштитувам патентите. Озбилно? Да бе најозбилно. Имаш баги патенти? Па ти шо мислиш, зашо сум ја вака дотеран? Стварно, бе, зашо си вака дотеран? Ке ме снимаат за телевизија, бе? Не заеба. Да, бе, и ове најнов патент измисли Федер и сега ќе ме снима. Електромобил. Електромобил? Шо е бе тоа, батка? Аби кола или да струја? Озбилно? Па да, озбилно. Ово јапанците што се бучат, што прават, ја го готово се ќе да стикаат ове. Да, бе, да. На струја нема бензин, ништо не. Каков бензин, бе, ни плин као шпоред што имаш на плин и на овакво да струја. Само струја, ставаш и ништо. Знаеш колку смало е трошоци? Нема ништо, се чудева овие. Како? Колку вака еса потискача? Те да се исплати. Овие, не знам што вика, тешко било тешко, ми вероvatno е тешко, али кој ќе ти текне? И се чудат се, овие вика. Генije си, батка. И добро, и како, шо? Абе, како да ти кажем, ја направив експеримент, некни поминав 500 метара до душа поминав само, али принципот е тој. 500 метри? Да. И ништо не кошта, колку? Укупно ме кошташе
И тоа со инвестиција се 930 денара. 930 денара. И тоа 30 денара само за струја, овие другите 900 за продужен кабел што земав, 500 метара. И го уклучуваш и ќе стигне. Сега има малку заебација што идеш пешки да го прештекаш, али тоа се решава. Битно е да нема трошкови за бензин. И се чудат, вика, овие јапанци стварно, вика, и еве сега на телевизија. Да си ставиш патет. Викам, Тошка, такво зимо ја не сум видел. Абе, тоа свечите ноќта вака, тоа оджерот на свечите пламени одгоре, замрзнати. Цела вечер ако веруваш, ху, одмрзнуе, не бре брат ми, не се одмрзнуе. А колегата па, моабет што си правиме вака цело време, тоа зборовите как ви излеваат, така замрзнуеа. Мораме после да ги одмрзнуеме за да може да се разбереме. Ме збираш? Едно време, оно тим да се моча. И само почна да се моча, да съм мрзнат, че споменик вака на вака. Батка, знам бе ми текното. Памтиш? Таа година ли беше, како не, кој наврна еден снег едно 3-4 метра до кров горе. Таа година. Ти знаеш како приметив, ја слушам нешто дома, гласо искачам надвор, тоа децата од комшиите, по снегот, бам, бум, бам, цела кај се ми обра. Боже, човек. Хајде, кој е следиот? Оне, пред мене. Хајде, Башко, ти седи. Што те бучи тебе, Башко? Батка, све ме боли. Ајде да видам. Кај те боли? Овде ме боли. Еја! Овде ме боли. Еја! Овде ме боли. Еја! Овде ме боли. Еја! 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 Тука ме боли. Еја! Кај да се пипнам, сегде ме боли. Бе, дечко, ти долго болки? Дај да видам. Дечко, ти да не си увечерно? Да, бе. Па тебе прстот ти е скршен. Еја! Драги гледачи, добар ден. Еве, од извори блиски на себеството на владата ни јавија дека да ова од лицебесто требало да се согледа наводно економско-социјалната структура на целото население и ние токму заради тој повод и денеска сакаме да направиме мала анкета и да ги видиме кој што мисли. Еве го, имавме среќани да идеме професор доктор тој професоре, се извинам ако може он е населен академик, разговараме на нашата емисија за економско-социјалната состојба овде. Па што да се каја ова срамота, ова брука? Па како ма работим по цел месец, работим ова што се дешава, не може леб да се купи, не може да се купи млеко само за тоа, каде е месо, каде е спанч, каде е ориз, ова е држава, ова е брука, ова е срамота, невидена. Добро, ете, видовте нашиот академик професор беше малце резигниран, меѓутоа еве друг случај. Ало. Господине, добар ден. Еве еден друг случај минувач тука. Во нашата емисија разговараме за економско-социјалната состојба во нашата земја, па вие да ни кажете ако сте нешто за тоа. Па ја мислам дека и покрај процентот на невработеност кој што може да се спореди со оне во Франција, сепак Македонија остава еден оваков впечаток на социјален мир, што според мене се должи исклучиво на изворедниот квалитет на социјалната заштита и што придонесува за социјалното единство, нели? Втор сегмент овака многу битен за развој според мене нормално, многу битен, тоа е консензусот. Така да договорите за плата ги извршува професионалната бранша, а се со цел, нели, да се избегнат евентуалните конфликти во самите предпријатија. Исто така тука би ја спомнал и регионалната економска политика, како и инфраструктурната политика, кои што мора да доведат до заедничко ориентирање и заеднички настап, мислам на самите предпријатија, нели? И ова мислам. Добро, фала. Све што кажавте е точно. И ова мислам сакав да кажам дека овој нов начин, овој нов тип на здружување, подоцна се таложи исклучиво како последица од создавањето на едно или повеќе полиња на моќ, кој што пак подоцна, кој што тие самите произлегуваат од пазарот и мислам ги поврзуваат средните и малите предпријатија од разни гранки во виртуелни форми, а со цел да се постигнат си генерични ефекти. Мислам,
ова беше у контекст, сакав да кажам дека платата од 300 марки и не е така мала, без разлика дали се зима еднаш месечно или еднаш годишно. Ете, драги гледачи, гледате ви што е. Да беше тужда, пошто беше ружда, долгу беше тужда, зашто беше дужда. Ода беше тивка, пошто беше пивка. Ода беше тужда, зашто беше тужда. Потребето да тито не су видел таква пура, вода плаќа удатура, физкултура, пошто беше дужда, зашто беше јужда. Доре би фасола, облечи се гола, сакам да сум твој. Ако не ке школа, облечи се пола, ти си живот мој. Oh yeah. Ја не знам што би статори од власта, се апналите се сексат многу рано, порано ни е да испофакеш беше доживле. Потребето да ти донесу видел таква пура, ода плаќа удатура, физкултура, пошто беше дужда, зашто беше јужда. Долгу беше дужда, зашто беше јужда. Доре би фасола, облечи се гола, сакам да сум твој. Ако декеш гола, облечи се пола, ти си живот мој. Oh yeah. Можда ви изгледаше малце фалш, али не може па све да мислите дека е да штибовано, него баталето стварно беше многу ружна. Батка, и ти ја здисуеш да ти кажам, беше ружна, али има карактер, бе. Абе, тоа ти е све сварукуса, знаеш како е. Дечки, извините, мала дигресија. Буре нешто од 25 литра да ви се наоѓи. Шо да не ти се пие вода? Батка, буре немаме, али имам риквер за Запорожец Ганзе, втора рука од Киев. Не, фала. Батка, од кај го знаеш момче ова? Негде би тој да шалтер и ме праше овдека ли се дели технолошки вишак. Аха, па ја одма си поврзав, затоа му треба буре.